Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Законот за родова еднаквост не е исто што и законот за матична евиденција. За неа правото на протест на МПЦ е легитимно, но легитимно е и да се знае вистината за законите. Муниција пронајдена во домот на жител на Тетово, пошто тој е лишен од слобода. Хуманитарна акција организирана од ликовниот уметник Славчо Максимовски во соработка со Сдруженијето за лица со церебрална парализа. Законот за родова еднаквост не е ист како законот за матична евиденција, истакна министерката за труд и социјална политика Јованка Тренческа. Таа дополни дека законот за матична евиденција го третира родовиот идентитет, додека законот за родова еднаквост ја унапредува положбата на жената во сите сфери на општественото живење. Во врска со денешниот протест организиран од МПЦ, пак Тренческа рече дека легитимно право е на секого да организира протест, но легитимно право е и да се каже вистината за предлог законите. Станува збор за два различни закони кои што третираат различна проблематика. Законот за измени и дополнување на законот за матична евиденција, кој што патем во март 2022 година владата на седница донесе одлука да се повлече од собраниска процедура и законот е повлечен од собраниска процедура по одлука на владата за да се прошири консултативниот процес и да се изнајде решение кое што ќе одговара на сите засегнати чинители во општеството. Законот за матична евиденција го третира родовиот идентитет, односно можноста на лице кое што е трансродово лице да може да смени дознаката во матичниот број онаму каде што се обележува полот, односно родот, женски или машки род. Законот за родова еднаквост не е исто што и законот за матична евиденција. И затоа треба да ги одвоиме скроз кога дискутираме за овие два закони. Истината е дека законот за родова еднаквост ја унапредува положбата на жените во сите сфери на општественото живење и тоа е тоа што го третира законот за родова еднаквост. Жените и мажите и што е онаа што треба да го направи државата преку основни и посебни мерки, преку воспоставување на механизми за да ја унапреди положбата на жените во општеството. Видете како борец за човекови права. Апсолутно не можам да кажам дека протест не смее да се одржува. Протестот е легитимно право на секој. И легитимно, меѓутоа легитимно право е да биде кажана вистината за двата закони. Вистината и за дефинициите, вистината и за механизмите. А протест може и по устав и по закон да организира секој еден во државата. Не може да има дополнителни блокади од Бугарија поради билатерални прашања, бидејќи тие се решени во договорот, тврди премиерот Димитар Ковачевски за европската интеграција на Македонија. Тој од Германија посочи дека секој може да даде само забелишки на реформите. Втората меѓувладина конференција ќе биде одржана без никаква дополнителна одлука по спроведувањето на уставните измени и завршувањето на скрининг процесот. И практично германскиот канцелар ги повтори тие гаранции кои што веќе стојат во преговарачката рамка. Други услови не може да има во преговарачката рамка и затоа она што Европската унија требаше да го направи досега го направи, она што ние треба да го направиме, верувам дека ќе го направиме и потоа продолжува процесот на отворање на поглавијата и на сите реформи кои што се следуваат. Не зборуваме за вметнување на услови во преговарачката рамка, туку на дополнителни блокади од Бугарија. Како? Не постојат такви дополнителни услови во преговарачката рамка. А не постојат туку за дополнителни блокади. Штом не постојат, не може да постојат дополнителни блокади, бидејќи ние на секое поглавје, секоја држава, согласно со Копенхагенските критериуми,
критериуми може да даде забелешки во однос на реформите и напредокот. Председателот на Бизнис конфедерацијата Миле Бошков во интервју за Слободен печат вели дека малите плати не се единствената причина за заминувањето на работната сила. Луѓето заминуваат затоа што со иста работа во друга земја ќе се чувствуваат побезбедно, како во однос на здравствената заштита, така и во однос на квалитетот на животот. Работната сила недостасува затоа што вообичаено луѓето мислат дека се јавноста мисли дека се недоволно платени, меѓутоа недостасува работната сила затоа што се повеќе и повеќе ја нема таа работна сила, односно за истите вештини, за истото знаење, за истиот вложен труд, а за многу поголема безбедност од секаков аспект, луѓето наоѓаат подобро место за работа негдека надвор од земјата. И сега веќе недостасува работна сила во повеќе сектори, односно во многу сектори, и за жал состојбата е алармантна, а состојбата повеќе во општеството е алармантна отколку состојбата на пазарот на трудот. Тој се регулира на разни начини, со разни мерки, кога би имале луѓе. И кога би тие луѓе кога би работели, и кога би знаеле дека кога би се повредили, би знаеле каде би се би оздравеле, каде би ги санирале тие повреди, или пак би биле сигурни од самото присуство тука, од својот придонес кон општеството и кон оно што го работат, или пак да се почувствуваат како почесни, видни, уважени и еднакво срекното третирани граѓани. Муниција пронајдена во домот на жител на Тетово, пошто тој е лишен од слобода. Приведени неколку лица по разни основи. Полицискиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера лишиле од слобода 57 годишен тетовец, затоа што при претрес извршен во неговиот дом со судска наредба. Му биле пронајдени и со потврда од земени 67 куршуми калибар 7,62 мм за автоматска пушка, 10 куршуми калибар 16 мм за ловечка пушка и 6 други куршуми со различен калибар. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок по член 396 од Кривичниот законник. Вчера во Гостивар полициски службеници на СВР Тетово одделение за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 44 годишен гостиварец кај кого била пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициска станица Гостивар и по целосно расчистување на случајот. Против него ќе следува поднесок. Ноќеска околу 1 часот и 30 минути приведен е 59 годишен гостиварец кој го нарушил јавниот ред и мир и кој агресивно се однесувал кон нив. По целосно документирање на случајот против него ќе следува поднесок. 19 годишникот Тетовско Лавце вчера во СВР Тетово пријавил дека на улица Тодор Циповски Мерџан во Тетово бил физички нападнат од 25 годишникот Тетово, а поради нивни недоразбирања во сообраќајот. Се расчистува и документира случајот, информираат од СВР Тетово. Ликовниот уметник Славчо Максимовски во соработка со Сдруженијето за лица со церебрална парализа од Тетово вчера вечер организираа хуманитарна аукција на уметнички слики. Собраните средства од продадените дела ќе бидат наменети за лицата со попреченост. Се работи за аукција на уметнички дела, која што идеја беше и е од ликовниот уметник Славчо Максимовски, кој што контактираше со мене и со Зоран Андонов, а ние сме членови на Сдруженијето за церебрална парализа, и идејата беше со продажба на уметничките дела на некој начин да се помогне на Сдруженијето, а на тој начин и на децата заболени со церебрална парализа од Тетово. Уметникот Славчо Максимовски беше задолжен да анимира уметници, да донираат уметнички дела. Наше беше од Сдруженијето да анимираме предпријатија, правни лица, поединци, физички лица да дојдат, да ги разгледаат овие уметнички дела и да се одлучат на аукција да купат некој од нив или сите ако имаме среќа. Се надеваме дека добиените средства ќе ги вложиме за потребите на нашите деца,
а секоја помош за нив е добродојдена, знаете во каде живееме и во какво време, со цела економска криза и така натаму, и секоја помош е добродојдена. Вакви хуманитарни акции нема многу и ние баш се радуваме за оваа акција, можеби е прва од ваков вид, но се надеваме дека не е ни последна. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги преку соопштение за јавност ги осуди вербалните закани упатени кон новинарот Огнен Јаневски искажани во емисијата на ТВ24. Од агенцијата потенцираат дека сите форми на напади врз новинарите се директен напад врз демократијата и слободата на говорот во едно општество. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги осуди вербалните закани упатени кон сите новинари и медиумски работници, вклучувајќи го и новинарот Огнен Јаневски, искажани пред 2 дена во 2 контактни емисии на телевизија 24, имено анонимен гледач во текот на изданието на емисијата во тек, упатил закани за тепање на сите новинари од телевизиите, додека истото лице, преку дополнително јавување во попладневната емисија Очи во очи, директно и вербално му се заканил на новинарот Јаневски. Сите форми на напади врз новинарите се апсолутно неприфатливи и представуваат директен напад врз демократијата и слободата на говорот во едно општество. Медиумите се чувари на јавниот интерес и креатори на јавната свест, поради што безбедноста на медиумските работници во ниту еден момент не смее да биде загрозена, се вели во соопштението од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Вчера пак во врска со овој случај реагираа и од Сдруженијето на новинарите на Македонија. Ваквата постапка сметаме дека е крајно недозволива и е директен притисок и закана за безбедноста на новинарите и медиумските работници, но и врз слободата на говорот. Случајот е пријавен до надлежен јавен обвинител и бараме основното јавно обвинителство да спроведе брза истрага за ваквите случаи да бидат санкционирани веднаш. Подсетуваме дека според кривичниот закон, тој што во јавноста промовира или поттикнува омраза, дискриминација или насилство, против кое било лице или група, е кривично дело и ќе се казни со затвор од 1 до 10 години, велат од Сдруженијето на новинарите на Македонија. Инаку, според статистиката на јавното обвинителство, минатата година на територијата на нашата држава се евидентирани 4 случаи поврзани со напади врз новинари, од кои 3 се решени.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!